20.000 гласови повеќе во изборната единица број 3 освои коалицијата што ја предводи ВМРО-ДПМН во споредба со коалицијата на СДСМ. Податоците што по пребројувањето на гласовите ги објави Државната изборна комисија покажуваат дека 102.832 гласачи довербата ја дале на коалицијата за подобра Македонија, додека за опозицијската за живот во Македонија гласале 81.209 гласачи. Со тоа, ВМРО и коалиционите партнери во оваа изборна единица ќе имаат 11, а СДСМ 9 пратеници. Останатите гласови ги добија другите коалиции и партии, од кои позначаен број има коалицијата ВМРО за Македонија 6700, што сепак не беше доволно за пратеничко место. Излезноста на гласачите во тројката била голема и се движи над 72,7%. Во однос на гласањето по општини, во Кочанскиот регион нема големи отстапувања од резултатите на ниво на целата изборна единица. Во Кочани, исто така, поголем број гласови, 10.792, освои коалицијата на ВМРО-ДПМН, додека опозицијската коалиција на СДСМ има 9.731 глас. Тоа значи дека разликата меѓу нив е нешто повеќе од 1000 гласа, точно толку колку што заедно освоија останатите две помали коалиции и Левица и Либералната партија. Во текот на изборниот ден гласаа и кандидатите за пратеници од Кочани, предложени од двете коалиции, при што ги пренесоа своите очекувања и впечатоци од текот на изборите. Очекувањата се позитивни, имајќи во предвид она што се случуваше вчера во гласањето во диаспората и фактот дека досега за гарантираните 3 пратенички места за ВМРО-ДПМН повеќе ги немаат во игра, сметам дека тоа ќе се рефлектира и во Република Македонија, односно гласачите кои што живеат во нашата држава. Денес е изборен ден, празник и на граѓаните и на демократијата. Очекувам еден убав, мирен избирачки ден, очекувам да бидат изборите фер и демократски. Инаку, според пресметките, и Костов и Иванов ќе седнат во пратеничките клупи во наредниот парламентарен состав. Граѓаните пак со своји размислувања во врска со изборните резултати и очекувањето од нив. Изборите беа регуларни, ја мислам, нема ништо проблеми. Се беше уред, посебно у нашата единица дека сам ја гласал. Со оваа влада, формирањето изгледа нема доволно, ке мора, како се тоа, коалиција со некоја партија. Ами изгледа тешка работа ќе биде. Надежта е секогаш присутна и надаме се дека на поело ќе биде. Вработување обекат и у кампањата дека ќе има, а колку ќе се оствари, ќе видиме. Ако се оствари 50%, пак ќе биде добро. Оти малку верувам во сето тоа што се обекаше. Очекуваме дека нешто може да ќе се подобри. Нормален живот за сите. Инаку во општина Чешиново Облешево со над 77% имаше најголема излезност во изборната единица број 3. Таму, коалицијата за подобра Македонија со освоени 2431 глас е во предност од 900 гласа во однос на коалицијата на СДСМ. Во Зрновци пак разликата е нешто помала, односно на ВМРО-ДПМН довербата му ја дале 1034 гласачи, а на СДСМ 477.